Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Продолжува намалувањето на бројот на населението во источниот регион. Само во последните 3 месеци од минатата година се родиле 79 лица помалку во однос на оние кои починале, што заедно со миграциите го става регионот меѓу најзагрозените според природниот прираст во државата. Негативен природен прираст за последните 3 месеци од минатата година е регистриран во сите општини во источниот плански регион, освен во соседниот Штип. Според податоците од Државниот завод за статистика, најголема разлика меѓу родените и починатите има во Делчево, вкупно 20 лица, додека Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево се во средината на листата со по 7 починати повеќе отколку што се родиле. Од октомври до декември лани во општина Кочани се родиле 93, а починале 100 лица. Во Зрновци имало 7 новородени, а 14 починати, додека во Чешиново Облешево се родиле 20, а починале 27 лица. Во статус кво ситуација била општината Виница, каде природниот прираст е 0, односно починале исто толку лица колку и што се родиле, по 44. Само во Штип се родиле повеќе отколку што починале, а разликата изнесува само 9 лица. Ваквите податоци покажуваат дека истокот забрзано се празни поради негативниот прираст, на што се придодава и иселувањето на младото работоспособно население. Забележан е и пат на бројот на склучени бракови, иако релативно намалување има и кај бројот на разводите. За само 3 месеци во Кочани биле склучени 59 брака, но истовремено правно раскинати биле 17. Во Виница пак 23 пара го официализирале бракот, додека 6 се развеле. Во последното 3 месеци од минатата година само еден брак бил склучен во Зрновци, а 7 во Чешиново Облешево. За истиот период, меѓу Зрновјани имало и еден развод, а во другата соседна општина не бил раскинат ниту еден брак. Мамограф за испитување на болести на дојка наскоро ќе има и во Кочанската општа болница. Зголемениот број случаи на заболени од карцином и други болести на дојка го вклучи алармот на менаџерскиот тим на болницата за набавка на апарат кој ќе биде од исклучително значење за пациентите. На секои 2 минути во светот се диагностицира нов случај на рак на дојка. Секоја една од 8 жени заболува од оваа малигна болест. Овие застрашувачки бројки, велат лекарите, крајно време е да ја разбудат свеста кај македонските жени. Повторно ја потенцираат важноста од рано диагностицирање. Тоа може да се постигне само со редовни рутински прегледи на градите. Само прегледот го открива карциномот, дури кога тој има пречник од 1,5 см, фаза во која веќе напреднал. Животот на 99% од жените може да биде спасен ако ракот се открие кога е со големина од најмногу 5 мм, потенцираат специјалистите. Зголемениот број на случаи на рак и други болести на дојка го вклучи алармот за преземање мерки за диагностицирање на болестите и во Кочанската општа болница. Директорот Дијана Постоловски потенцираше дека во процедура е обезбедување и добивање на софистициран мамограф за диагностицирање на болести на дојка. Тоа значи дека жените од Кочани нема да треба да одат во Штип да се прегледуваат, туку достапни апарати за диагностицирање ќе имаат и во Кочанската болница. Мамографот е донација од Министерството за здравство, кое освен за Кочанската, ваков апарат обезбеди за потребите на уште 6 болници во Републикава. Сите детални информации за тоа кога апаратот ќе пристигне во општата болница и за сите други активности и информации кои се од голема важност, пациентите можат да се информираат на новата веб страница на болницата jzu-opštabолница.kočani.mk, додава Апостоловски. Стоматолозите констатираат зголемен број деца со расипани заби. Од година во година децата се помалку водат грижа за своето орално здравје. Лекарите со едукативни предавања во училиштата. Правилно миење на забите и одржување на оралната хигиена е темата на предавањето што се одржа во основното училиште Раде Кратовче. Предавач беше доктор Весна Беличева, стоматолог, а активноста е дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, во кој родителите се во улога на предавачи. Целта на проектот е вклучување на родителите во улога на предавачи на разни теми кои се соодветни на возраста на учениците и истите ќе им помогнат во понатамошниот живот. Целта на ова мое предавање е да ги запознаеме децата за правилно миење на запчињата, правилно одржување на оралната хигиена со цел да се намали стапноста на расипување на забите.
Вакви едукации кога родителите им предаваат на учениците како дел од проектот се организираат и во останатите училишта во Кучани. Неодамна во истото училиште предавање за пубертет и адолесценција одржа доктор Фонзи Јуруков, специјалист гинеколог, а за заштитата од бактериски и вирусни заболувања и превенција зборуваше доктор Благица Ѓурковик пред децата од основното училиште Свети Кирил и Методи. Продолжува реализацијата на проектот инсталација на соларен систем за затоплување вода во детската градинка Звездички во Чешиново. Неодамна е извршена термографска анализа на објектот, а до јуни, кога треба да се заокружи инвестицијата, планирана е реализација и на други активности. Завршена е постапката за енергетско снимање на објектот на детската градинка Звездички во Чешиново. Со тоа ќе се добие елаборат за потрошувачката на електрична енергија и ќе бидат предложени мерки за поголема енергетска ефикасност. Елаборатот обезбедува термографска анализа, што визуелно и ефикасно ги прикажува температурните аномалии на градежниот објект, местата каде се губи поголемо количество на топлинска енергија, како и состојбата со изолацијата. Целата постапка е дел од проектот инсталација на соларен систем за затоплување вода во градинката во Чешиново, чиј носител е Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој, а што е поддржан од програмата за зачувување на природата во Македонија преку фирмата Фармахем од Скопје, која е национален координатор, како и со поддршка од општина Чешиново Облешево. Освен енергетското снимање на објектот, досега се изработени драфт верзиите за постерот и брошурата за промоција на проектот, а кои ќе подлежат на одобрување од страна на националниот координатор. Во наредните месеци, односно до јуни, кога треба да се заокружи целиот зафат, планирани се и други активности предвидени со планот и програмата на проектот. Конкретните цели за негово спроведување се намалувањето на трошоците за енергија во градинката во Чешиново, намалувањето на емисија на јаглерод двооксид од јавните објекти во општината Чешиново Облешево, како и теоретска и практична обука за енергетската ефикасност и за обновливите извори на енергија. Споредувајќи со останатите села Истибања, Јакимово, Блатец и други винички села, жителите на населбата Оризари буквално се разочарани. Додека во останатите села интензивно се подобрува инфраструктурата, во Оризари половина век ништо не е преземено. Жителите бараат асфалтирање на неколку приоритетни улици и средување на Оризарска река, која што при поројни дождови им прави проблеми на мештаните. При поројни дождови, Оризарска река често им прави проблем на жителите. На местото каде што е узурпирана од грмушки и дрвја, се излева и водата навлегува во околните куќи. Това е реката, натлачува тука, пат неаме. До нас камење, дрва, се до нас. Па сметани дрва да караме, можеме да караме ни дрва, ништо со камија да си докараме дрва. Ако дојде неко поголемо дрво да го потпре коритото, јас сум сигурен дека тоа ќе се излие, а тоа значи дека од тука надоле половин село скоро ќе биде под вода. Значи ќе се направат големи штети. Па за овие 15 години во Оризари, освен една-две улички мали од по 50 метра, ништо не е направено. Значи, сакам да кажам дека кој ќе погледнеме Стибани, Јакимово, Виничка општина и некои други општини, тамо селата се нема уличка, дека нема канализација, асфалт и други работи. Оризари е едно големо село што има преку 1000 куќи и повише, значи, а можам да кажам дека има многу километри на улици кои треба да се прават, ама со ово темпо јас не верувам дека за 150 години ќе се направат. И не само реката е проблем во оваа населба. Во делот на подобрување на инфраструктурата, тука времето како да застанало. Жителите вината ја наоѓаат во одговорните лица на местната заедница, која што не покренува никакви иницијативи за решавање на одредени проблеми. Забелешката се однесува и на местоположбата на градинката, која што се гради во Оризари. Моментално незината изградба е во стагнација, па децата често пати просторот го користат за недозволени работи и некултурни собири. Градинка треба да има на друга локација. Таа локација е пуна со влага. Значи тоа е стара градба, ѕидовите се од камен и лежат во вода и ние знаеме и у салата пензионерски дека ѕидовите имат влага и дека тоа, значи влагата е извор на многу бактерии и тоа што е штетно за децата. Покасно ќе се покаже тоа. За пофалба е само изградбата на училишната спортска сала, на која што се работи со забрзано темпо. Жителите апелираат до одговорните во општината да преземат нешто за почеток во делот на асфалтирање на неколку приоритетни улици во Оризари.
Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена изложба со дела од Лесновската ликовна колонија. Изложбата е дел од Петровденските конаци, што пред 2 дена започнаа во Кочани. Во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри е отворена ликовна изложба со дела од минатогодишната 23-та Лесновска колонија. Традиционално со години наназад, веднаш по завршувањето на колонијата, таа гостува во повеќе градови во Македонија, а Кочани е нејзина редовна дестинација. Организатор на колонијата е Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип, кој има долгогодишна соработка со Кочанскиот центар за култура. На последната колонија имало 11 учесници, за разлика од претходните, кога повеќе се одело на квантитет. Ваквата одлука придонела за подобар квалитет на создадените дела. Верувајте дека многу подобро беше, имаме повеќе слики направено, значи ликовни дела, а имавме помалку учесници и оваа година на истиот начин планираме да се организира. Задоволна сум од минатата година, навистина имаше прекрасни уметници, познати имиња како од земјава, така и од странство, и за прв пат беа гости нашите уметници од Русија. Тоа е руската школа, претпознатлива во светот и навистина им се допадна како дестинација Македонија пред се, меѓутоа и Лесново, каде што се одржуваше Лесновската колонија. Веќе се прават плановите за организирање на овогодишната 24-та колонија, за што пристигнале многу пријави од уметници од земјата и странство, па организаторите се во можност да направат подобар избор и уште повеќе да го подигнат квалитетот на манифестацијата. Освен во Кочани, колонијата со своји изложби гостувала и во други градови во државата. Значи, откако заврши ликовната колонија, таа гостуваше во Демиркапија, во Виница, во Неготино и еве сега во Кочани, па понатаму продолжуваме Крива Паланка, значи низ цела Македонија ќе имаме представување на нашата ликовна колонија. Во соработка со локалната самоуправа на општина Пробиштип, минатата година бил решен проблемот со водоснабдувањето во манастирскиот комплекс, со што се создадени подобри услови за организирање, односно престојни учесниците на колонијата во Лесново. Изложбата во Центарот за култура во Кочани ќе биде отворена за посетителите во наредните 2 недели. На 26 февруари 2004 година во авионска несреќа загина председателот на Република Македонија Борис Трајковски и 8 члена македонска делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар, Босна и Херцеговина. Канал 8 неодамна ја имаше ексклузивната можност да документира изјави од представниците во меѓународната комисија, врвни експерти, како и независни истражувачи, поврзани со новата истрага која фрла друга светлина врз несреќата. Во Македонија и во Босна и Херцеговина беа одбележани 11 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа кај Ротимле во близина на Мостар. Надлежниот јавен обвинител се уште го разгледува новиот извештај за падот на Кингерот, во кој загина председателот и неговата 8-члена делегација. Иако беше формирана нова комисија за истражување на падот на Кингерот, сепак досега и по 9 години од несреќата се уште никој не понесе одговорност за неговата смрт. За тоа дали се случила авионска несреќа или било тероризам, од тогаш досега беа извршени 2 истраги и објавени 2 извештаи на 2 комисии со кои раководеа Салко Бегич и Омер Кулич, а во кои учествуваа и македонски експерти. На барање на Македонија со поддршка од европратеникот Андреас Грос по собирањето на дополнителните докази од страна на македонското МВР беше отворена нова истрага во јануари 2013 година која ја водеше Кулич. Не сум напишал дека ова е нестандардна процедура, а всушност е таква, затоа што излегува од рамките на меѓународната цивилна процедура. Војската и французите се оградија од одговорност, но ние без оглед на се де факто не можеме да го земеме извештајот без резерва. Во тие првични реакции по несреќата имаше и теории на заговор што се појавија во Македонија, од каде тие знаеле колку патници има во авионот, иако тоа е редовна процедура, кога авионот слетува да се праша колку патници има внатре, а така било и овде. За цело време додека траеше војната во Босна и Херцеговина беше соборен само еден италијански авион. А од војната па наваму единствено загина македонскиот председател Борис Трајковски. Странскиот фактор си замина чисто од земјата. Ние го чувавме мирот, пружавме хуманитарна помош. За јавноста да биде запознаена, во Босна и Херцеговина во текот на војната 4 аеродроми ги управуваа различни воени структури. Во Тузла беа американците, во Бања Лука англичаните, додека во Сараево и Мостар французите. Војската има своји правила кои немаат врска со цивилниот лет. Тоа е регулирано внатре, но несреќите кои се случуваат со војските се затворен систем и ние за тоа немаме информација.
Во војната годишно гинале по 8 до 10 пилоти. Сотир Костов, македонскиот представник во комисијата, изрази задоволство како е сработен извештајот во воздухопловниот дел, но рече дека во целост не се согласува со обесчестувањето на Република Македонија во 2004 година, на која е сокриена вистината за падот на Кингерот. Резултатот од таа истрага 2004 е нацрт завршен извештај и финален завршен извештај. Ние, врз база на сите релевантни докази, докажавме дека преводот од нацрт во завршен е направено против сите стандарди на ИКАО, особено на анекс 13, дека има многу преправање, дека има многу штимање и денес за прв пат јавно ќе преговориме дека тој извештај е фалсификуван. Заклучоците во новиот извештај се дека македонската служба за општи и заеднички работи немала доволно вработени, не обезбедила обука за сите пилоти кои се ангажирани и била водена од лице кое претходно работело во Министерството за одбрана и кое не било соодветно. Агенцијата за цивилна воздушна пловидба на Македонија издала дозвола за авионот без потребната документација, а авионот не бил соодветно одражуван. СФОР направил процедура за слетување во Мостар каде морало да се користи радар, а радарот претходно бил расклопен и однесен од аеродромот. Босанските воздухопловни власти издале дозвола да се користи таа процедура за слетување, поради што Кингерот со Трајковски при несреќата воопшто не бил следен од земја со радар. Не работела црната кутија за снимање на параметрите на летот и била застарена, а не бил функционален ниту уредот за лоцирање на авионот по уривањето. Тоа било доказ за истражителите дека СФОР крие нешто затоа што сигналот од неисправниот уред го пријавиле како причина поради која е лоциран авионот. Контролорите на летање од францускиот контингент воопшто немале регуларни сертификати за својата функција и не биле достапни на истрагата цели 2 недели по несреќата. Во несреќата покрај Трајковски животот го загубија Димка Илкова Бошковиќ, Ристо Блажевски и Анита Кришан Лозановска од кабинетот на председателот, Миле Крстевски од Министерството за надворешни работи, Борис Велинов и Јаце Божиновски, членови на обезбедувањето, и пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Сомнежите за смртта на председателот остануваат, а уште кога падна авионот имаше очевидци кои тврдеа дека хеликоптери надлетувале над Столац, местото на несреќата, и дека не се дозволува пристап до местото. Сдруженијето на новинарите на Македонија изрази сериозна загриженост и го осуди прислушкувањето на новинари, со што смета дека е суспендиран правниот поредок на земјата и масовно се кршени основните човекови права и слободи. Од Сдруженијето на новинари на Македонија побараа премиерот Никола Груевски, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков да поднесат оставка, без разлика кој го нарачал прислушувањето, затоа што сметаат дека тие се должни да спречат такво кршење на уставните права и слободи на граѓаните. Од ЗНМ го повикаа јавното обвинителство сериозно да ги разгледа објавените докази за прислушување на новинари и да покрене соодветни постапки. И за крај спортската информација. В сабота во Кочани ќе се одржи традиционалниот Дрганица куп. На купот ќе настапат 4 екипи, односно талентирани фудбалери од младинските погони. В сабота на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани ќе се одржи 9-тиот поред меморијален фудбалски турнир Дрганица куп. Организатор е фудбалскиот клуб Осоголо. Оттаму информираат дека купот официјално ќе започне во 9 часот, за кога е предвидена ждрепката. Ќе бидат одиграни 4 надпревари, односно 2 полуфиналиња, надпревар за трето место и финале. Во 10 часот ќе биде одигран првиот полуфинален надпревар, вториот во 11 часот, малото финале е предвидено за во 12:30, а големото за 13 часот и 30 минути. На турнирот ќе настапат екипите на Вардар, Академија Пандев, Брегалница и домакиното Осоголо. Традиционално на требнатиот терен ќе истрчаат пионерските школи, годинава тоа се фудбалерите родени 2000 и 2001 година. Како и секоја година, освен пехарот за победничката екипа, ќе бидат прогласени најдобриот играч и најдобриот голман на турнирот. Купот се одржува во спомен на легендата на кочанскиот фудбал Драголюб Михајлов Дрганицата.
Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.